Бидејќи се работи за комисија, они ќе гласат и во комисијата за што ќе биде, но во секој случај ќе остави една флека, една дамка на самиот избор, бидејќи подобро е представникот од народниот правобранител воопшто да не се појавува во работата на комисијата, според мене подобро е комисијата да работи без еден член, односно без номиниран член од или народниот правобранител или од него овластено лице, заменик или било кој друг, он ќе го овласти да присуствува во работата на комисијата. Подобро е да не присуствуваат отколку да присуствува, па утре некој од кандидатите кои што се незадоволни може тоа да го оспорат. Таа одлука може да се оспори. Значи може да биде оспорен изборот на председател на државната антикорупцијска комисија. Тоа може да најелегантно решение во моментот е тој да не присуствува, едноставно комисијата да работи без тој член од народното правобранителство. Немаме можност да си дозволиме таков луксус една ваква институција предолго време да се бави самата со себе, бидејќи треба да се бави со граѓаните. А ние во ваква позиција, ставајќи го народниот правобранител, излегува дека цело време се окупирани со тоа што не може да си ја вршат функцијата заради недостатокот на раководниот кадар. Сите други пропусти надолу кои што се, да речем, излистани во таа анализа, токму за таквите функции на народниот правобранител се врзани. Заради тоа што ако една ваква институција ставиме предолго, без можност истата да постапува по представките, да ги носи своите одлуки, да ги советува институциите на кои што се однесуваат, пропустите кои што таа ги наоѓа во нивното работење врз основа на таквите представки од граѓаните, доведува до подривање на довербата на граѓаните во воопшто оправданоста на имањето на омбудсман во државата.